Да, почитувани гледачи, како што ви најави во студиото веќе политичкиот аналитичар Владимир Божиновски, со кого ќе поразговараме околу неколку прашања поврзани со ова предизборие. Господине Божиновски, благодарам што одвоивте дел од вашето време и што сте во студиото. Благодарам на вас за поканата. Живееме во предизборието, сепак постои мала скепса кај дел од луѓето, дали воопшто ќе се одржат избори на 11 декември. Вие го следите процесот од самиот почеток, целој пржински процес и ова политичка криза. Последно што знаеме дека лидерите се согласија дека постојат услови да се оди на избори, беше формирано тоа адхок тело за медиумите и беше прочистен избирачкиот список. Како оценувате како се движат работите, во кој правец и дали дефинитивно ќе имаме избори на 11 декември? Па не, ја реков уште пред 3-4 месеци кога се постави прашањето околу избори, тогаш уште не беше ни дефинирано дали и кога ќе се договорат партиите. Дека доколку се договорат за следен изборен датум, без разлика која ќе биде, излезе дека 11 декември, тогаш веќе ниту една партија нема никаква можност да се повлече, затоа што ќе иде казната од самиот електорат. Дека на луѓето едноставно им е преку глава, два пати беа одложувани изборите заради одредени барања на СДСМ и повлекување, така да мислам дека никој не може да си дозволи и по трет пат СДСМ да се повлече од изборите. Тоа беше претпоставката, сега се покажува како точно, затоа што мислам дека веќе сите партии се свесни дека ќе има избори, или некои се помирени дека мора да има избори, така да сега останува да се подготват и да се припремат за она што следи, односно изборната кампања која што веќе мислам дека за една недела нешто повеќе и ќе започне. Таа неформално е веќе започната, партиите се во голема активност на терен. Неформално ние сме веќе 2 години во кампања. Неформално, значи кампањата никогаш не запира, едноставно со завршување на еден изборен циклус веднаш започнува новиот. Но сепак оној финиш на се она што беше во изминатиот период, ќе треба да го очекуваме со отпочнувањето и на оној официјален дел од кампањата, 30 дена пред избори. Тоест 20 дена пред. Значи, ако може да заклучам, оптимистите дека избори на 11 декември ќе има, може би не е по волја на сите, но едноставно ситуацијата е таква што бегање нема овој пат. Не може која и партија да се обиде да го минира овој изборен датум, веќе значи може да се соочи со сериозен пат на сопствениот рейтинг и намалување не само на довербата од граѓаните, туку и на кредибилитетот како политички субјект на македонската сцена. Избирачкиот список беше една од клучните работи поради кои се одложува изборите во 2 наврати. Медиумите се разбира, тоа е отворено прашање, се најде некакво решение со адхок тело кое функционира така како што функционира, тоа е посебна тема. Избирачкиот список е фундаментален за секој изборен циклус. На крајот се испостави дека имаме повеќе гласачи од 2014 година, што во дел од јавноста се толкува како целосна пропаѓање на тезата дека имало некакви фантоми на избирачкиот список и дека тоа било причината за резултатите кои ги имавме на последните избори. Ако ти текнува уште лани тука, мислам дека веќе има скоро година дена, не ми текнува, но подолго време кога се дискутираше како тој избирачки список, токму тука мислам дека направивме една поопширна анализа за тоа каков е избирачкиот список и дали нешто му фали на избирачкиот список, колкав е, колку граѓани има, колку нема и така натаму. Тогаш мојот став беше дека всушност избирачкиот список е добар и дека воопшто не е чудно што има 1.800.000 избирачи во држава која што е традиционална емигрантска како и останатите балкански држави и дека јас се сложувам, дел од граѓаните кои што имаат право на глас не се моментално во државата, но противуставно е некој да се обиде да ги избрише тие луѓе, затоа што тоа се луѓе кои што постојат, но кои што моментално не се тука. И во сите околни држави може тоа лесно да го проверите. На избирачкиот список има некаде дури и поголем, затоа што имаше секаде пописи, некаде има дури и поголем број на лица запишани во избирачки список отколку воопшто граѓани во државата. Така да тука не гледам воопшто што е спорно. Тога кажав, проблем ќе беше доколку се откриеше некој како го злоупотребува правото на глас на некој друг или да се откријат така наречени или што ги нарекува фантомски гласачи, тоест луѓе кои што не постојат, а кои што гласале. До сега ниту еден таков случај не излезе во јавноста, така да се останато е буквално излишно. И она дека ја навистина тој аргумент
се обидував повеќе пати. Мислам дека граѓаните го разбраа, но одредени политички партии се уште го тера, дури можеби пак ќе го покренат, не знам, затоа што веќе Да, дел ставаат знак на еднаквост значи, меѓу тоа што има луѓе во диаспората со тоа дека автоматски сметаат дека тие гласови биле злоупотребувани. Значи, ја не гледам каде е проблемот ако имаме 1.800.000 избирачи запишано, а во државата имаме помал број на гласови. 1.800.000 избирачи, ти стануваш дел од избирачкиот список автоматски со тоа што си државјанин на Република Македонија и си наполнил 18 години. Не може тоа никој да ти избрише. Нека го сменат уставот, па после можеме да говориме. Јас за тоа реков, проблем ќе беше доколку се најдеше некој како го злоупотребува правото на глас на другиот или доколку се најдеа луѓе кои што не постојат, а кои што излегли гласале. Ние таков случај не видов. И затоа мислам дека воопшто не. И она со 300.000, 400-500.000 гласови дека имало помалце повеќе, се испостави дека, како што и на самиот почеток нели тврдевме, дека избирачкиот список е добар и дека од прилика ќе биде многу сличен со тој претходно. Сега како што гледаме, мислам дека има 3.000 повеќе, така не помалку. Така неколку илјади. Тоа е тоа. Претпоставам дека од ова можеме да извлечеме заклучок дека не може да биде причина никој да оспорува резултатот на 11 декември и да се повикува на непрочистен избирачки список, а треба да имаме предвид дека овој пат и министерот, техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски го потпиша избирачкиот список за разлика од обидот да има избори на 5 јуни. Не само тоа. Самиот лидер на опозицијата, тоест на СДСМ, Зоран Заев, излезе и кажа дека сите услови што требало да бидат исполнети за фер и демократски и како сакате наречете ги избори, легитимни и така натаму, се исполнети. Што значи дека сега треба да се дојде до тој изборен ден. Кампањата ќе биде многу валкана, ама тоа на сите ни е и од сега јасно, но да се дојде до изборниот ден, да се заврши изборниот ден и после оној кој што ќе биде поразен на изборниот циклус, односно на изборите, да излезе и да го прифати поразот. Затоа и се одржуваат овие избори. Мислам дека никој нема да може да си дозволи, односно политичката партија која што ќе ги загуби изборите, повторно или да се обиде на некој начин, да се излече пред својот електорат дека изборите не биле фер или дека изборите имале одредени мани поради кои што нема да го признаат изборниот резултат. Кој да ги изгуби изборите, мислам дека дефинитивно Нема да има алиби. Нешто нема да има алиби, него за доброто на Македонија треба да излезе, мислам, околу 11 часот вечерта веќе горе-доле се познати резултатите и да го признае поразот. На тој начин кризата можеби нема да се заврши, да се разбере, но тензиите ќе спласнат и многу е полесно да се решаваат сите останати работи, да се имплементираат реформи во следните 6 месеци или година дена, без тензии, каде што граѓаните едноставно ќе може да се продолжат со своите нормални животи, каде што економијата ќе може да продолжи да се функционира како што треба, без разлика кој ќе дојде или кој ќе остане на власт. Важно е да нема спорен легитимитет никој. Тензијата која што е присутна во општеството ќе спласне. Значи тоа ќе биде најголемата придобивка од изборите на 11 декември. Споменавте дека не очекува валкана кампања, тоа веројатно нема да биде изненадување со оглед на политичкава криза и длабоко поделеното општество и рововите во кои се наоѓаат партиите. Сега гледаме на еден новитет во овие избори за разлика од претходните. Имавме ние и прилог на таа тема, сега и линковско вклучување. Има обид на една од македонските партии, СДСМ, да освојува гласови од албанците, па деновиве има преписка со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој му порачува дека нема што да бара ке албанците. Како гледате на овој начин за барање на гласови и колку може во реалноста да се надева СДСМ на гласовите на албанците со оглед на ваквите ставови, ваквата атмосфера во која што живееме? Видете, јас сметам дека иднината на Македонија е во создавање на предизборни коалиции кои што ќе ги надминат оние етнички бариери. Но за да се случи тоа, треба да се создаде коалиција помеѓу двете најголеми партии од
етничкиот албански блок со двете најголеми партии во Македонија, се разбира, но за тоа е потребно, се уште е потребно време. Мора малку самите етнички албански партии да излезат од оној етно-националистички филм, каде што ќе ги придобиваат гласачите со тоа јас ќе поставам повисоко знаме или јас ќе воведам некаква двојазичност или јас ќе организирам некоја комеморација и така натаму. Веќе ми е јасно и на нив дека граѓаните, сите граѓани, без разлика на нивната етничка припадност, најмногу ги интересира економски напредок и вработување. Значи, тоа е најзначајно. Така да веќе и самите гласачи во етничкиот албански блок не им е доволно она што до сега им го нудат политичките партии нивни и мора пополека они да се трансформираат. Кога ќе започне тој процес на трансформација, тогаш веќе многу полесно се прават тие коалиции. Се уште не е време за тоа, иако мислам дека започнува. Јас се поздравувам одлуката да агитира СДСМ кај етничките албански гласачи, затоа што ниту тоа е забрането, дури е и пожелно. Проблемот е друг. Проблемот е дека за да агитираш кај сите гласачи, тебе ти треба една програма и ти треба една платформа. Ти не можеш да бидеш поголем албански патриот од албанецот. Значи, ти не можеш да ги освојуваш гласачите со некакви ветувања за двојазичност, дека ќе се исполни, дека не знам што друго ќе биде исполнето од тој етнички би рекол пакет со кој што и досега се освојува етничките албански гласови, иако веќе тоа пополека не функционира, да се разбереме. Не може СДСМ да понуди нешто повеќе или да бара поддршка во однос на тие аспекти од ДУИ, да кажеме, или ДП. Тука се освојуваат со економски придобивки, тука се освојуваат со платформа која што ќе овозможи економски раст. И тука е грешката. Не само тоа, дури и да успеат да освојат одреден дел од гласачите, преку одредена реторика која што веќе го надминува оној, би рекол, политички нормално или очекувано политичко однесување од една од двете главни македонски партии, каде што за додворување на гласачите од одреден блок се започнува дури и со индиректно омаловажување на главниот кампус од кој што вие ги собирате гласовите, тоа може да им се врати и со реперкусии. Имено, за секој можеби глас што ќе биде освоен врз база на некакви ветувања за двојазичност, федерализација и не знам што друго беше веќе ветувано, да не сакам да шпекулирам, но имаше одредени индиции. Секој освоен глас таму ќе се изгубат по 3 гласа во главниот кампус. Затоа што не може да очекувате дека вие ќе ги освојувате албанците не со економски ветувања со кои што треба да настапите како граѓанска партија, туку со некакви повторно етнички концесии, а они кои што е ваше главно гласачко тело ќе седи и нема ќе посматра, ќе излезе и ќе ве гласа. Мора да се биде многу внимателен тука. Секогаш кога станува збор за ваквите меѓуетнички односи, етнички прашања, поврзани се работите, секоја акција предизвикува реакција кај другиот блок, се чини дека така е и овој пат. Не секоја акција, доколку се оди на оној социјекономски аспект, за тоа ви говорев. За пакетот прашања поврзани со етничките прашања. За тоа ви говорам. Значи, доколку се оди во освојување со социјекономски пакети и програми, доколку отидеш и наместо му ветиш, не знам, албанско знаме на 100-метарски јарбол, им ветиш некакви инвестиции или вработување за децата, сигурно дека граѓаните многу повеќе ќе оценат тоа. И веќе се менува, значи не е ист оној менталитет од 90-тите кај етничките албанци и сега. Сосема е веќе поинаку. Тоа го сваќаат и самите ДУИ, ДПА и останати, значи тука ги имаме сега нели БЕСА и движењето на Зијаден села. Така да и кај ние веќе полека почнува да се врти таа економска реторика, иако се уште тоа е во самиот зачеток. Иако се уште далеко е тоа. Прашањето ми беше дали може да има подолгорочни консеквенции ваквата националистичка реторика и, како што велите тоа, концесии етнички, бидејќи нешто кога ќе се стави на маса, знаеме дека потоа се поставува и како услов и за формирање на влада и колку ова може да биде проблем по 11 декември. Едно е тоа некој да си го замисли или да си го посакува, друго е дали тоа ќе биде исполнето. Значи не значи дека ако некој бара, односно дека све некој што бара ќе му биде исполнето, затоа што
нити има причина, нити има потреба од тоа. Секогаш знаеме дека ветувањето, особено оние етнички ветувања, тој етнички пакет, некакви етнички концесии, секогаш се оди со максимум за потоа да се добие нешто, на пример, и да се излезе повторно као еве не успеавме ова, но видете, значи во изборите секогаш особено во тој аспект ветувањата се многу поголеми за потоа нели да се соочат кој да дојде на ред да формира влада со реалноста и со понекогаш невозможноста да се исполнат некакви такви ветувања. Еве јас може да отидам со едно контрапрашање околу таа двојазичност фамозна. Или ние говориме дека употребата на албанскиот јазик е да се олесни комуникацијата на самите граѓани кои што тој им е мајчин јазик. Вие, например, доколку отидете во Тетово, вие немате никаков проблем во администрацијата, нели да си говорите на албански, во болница да си говорите на албански, значи да комуницирате на албански јазик. Така? Не е тоа никаков проблем. Во Скопје не само. Не. Дав пример. Во некои болници во Еве сега, значи не говорам, таму каде што ги има, оние говорители би рекол на тој јазик. Так. Која е потребата, еве мене ме интересира, и тоа треба да го објасни, за Ахмети знаеме, они нели дуи секојаш иде со некакви гранде очекувања и ветувања, но која е потребата, на пример, еве да треба да излезе, мислам тоа треба да се праша лидерот на СДСМ, која е потребата, на пример, во Виница да имате вие двојазичност. Мене чисто ме интересира од практичен аспект. Или во Кочани. Добро, веднаш ретирираше Заев како ги даде тие Не, изјави. ама- Не се да објасни, туку напротив, потоа некако ретирираше во ставот и викаше дека тоа само е тоа што е изгласано Видете, како закон за јазици, дека тие барат само да се применува. Не. Значи Заев Иако да, јасни беа изјавите. Заев си излезе и си кажа дека он во Струмица, нели, како каже и во Струмица, зашто да немал на албански, ќе рекамо да учела албански и така натаму. Секој може што сака да се преде се учи јазик, но едно е ти да можеш, а друго е ти да мораш нешто што воопшто не е од тој кампус. Значи, кога говориме за етнички права, етничките права се во насока за да и се помогне на одредена етничка заедница да ги ужива благодетите кои што ги ужива и мнозинството. Во никој случај не е да се наметне, значи, желбата и барањата на таа етничка заедница со која што ќе се притисне мнозинството или ќе му се ускратат правата на мнозинството. Да се разберем. Повторно јас од чисто практични причини. Ако 75% е од граѓаните на Република Македонија, може би нешто повеќе, го говорат својот македонски како мајчин или перфектно го говорат, бидејќи сите останати етнички заедници, помали етнички заедници, одлично зборуваат македонски. Дали е нормално сите тие да ги форсираме или да ги принудуваме да учат албански јазик за да се разберат со останатите 25%, или е нормално тие 25% да го научат јазикот на мнозинството? Значи во Америка имате голем дел од луѓето кои што зборат шпански сега. Но сите или барем најголемиот дел се трудат и го учат англискиот јазик, бидејќи тоа е јазикот на мнозинството. Чисто техничка, практична причина. И затоа ја не гледам или потребата да учеле албанците македонски, а и македонците да учеле албански. Видите, јазикот е богатство. Ако сакаш, зашто да не го научиш? Таман работа. Но, зашто би бил принуден некој кој што живее во Македонија, кој што е македонец, да учи друг јазик за да се разбере со некој кој што исто така живее во оваа држава? Или зашто тогаш би учеле ние албански, ако албанците научат македонски? На кој јазик ќе зборим? Ја давав предлог, ајде да учиме сите англиски, нема проблем, ќе збориме сите на англиски, барем ќе имаме некоја корис. Ќе имаме некоја корис. Ќе имаме некоја корис од тоа. Господин Божиновски, да, Заев повторувам дека има покани неколку од телевизија Нова да дојде на интервју, доколку се случи тоа, секако има прилика да ги објасни сите овие прашања. Освен програмската ова говориме од чисто практични причини. Ова све што ја го кажав е чисто практична причина. Воопшто не е битно етницитет, националност. Мислам дека тоа треба да го ставиме зад нас. Што е битно сега во Европа и во светот? Економски напредок, просперитет, интеграција и едноставно да го фатиме приклучокот, се разбира доколку го решиме на болно прашање кое што не влече назад 25 години веќе. Се надевам дека и тоа валјда ќе се заврши, значи приклучување кон Европа. А кон Европа не се приклучува со
враќање во минатото и со одредени етнички Кај нас концесии. е борба за гласови, првиот датум пред очите на политичарите 11 декември, многу работи зависат од овие избори. Освен програмската понуда, која е многу важна, еве дел од прашањата кои веќе се во оптеки и веројатно ќе бидат дел од кампањата, веќе ги знаеме. Многу е важна и кадровската понуда, што ќе биде испорачана од страна на партиите и коалициите. На 11 ноември истекува рокот до кога треба да бидат поднесени листите. Тоа е прилика за 9 дена. Се најавуваат интересни листи. На опозицијата најавува дека ќе стават луѓе кои не се дел од партијата, дел од шарената револуција и некои други интелектуалци. Од друга страна, Демократската унија за интеграција најавува дека ќе стават и луѓе кои имаат македонски имиња, но се изјаснуваат како етнички албанци. Има, претпоставам дека некои новитети. Очекувате ли на ваков начин да се придобијат гласови, колку тоа влијае на определбата на гласачите? Прво ова се дуи поедноставно. Значи, албанци што говорат македонски и нели како беше ортодоксни албанци, така ли ги нарекува, православни албанци, значи. Видите, се разбира дека има православни албанци, но тие што се православни албанци се албанци. Не гледам никаква. Ако некој се изјаснувал како македонец, многу има и во Албанија православни албанци. Да, па за тоа говорам. Значи, доколку некој се изјаснува македонец, сите членови од неговата фамилија се изјаснуваат како македонец и не му прават муабет на тој истиот, а он најнаш реши да си... Мислам, тоа е негово право, но дека со тоа ќе се привлечат некакви гласови, нема да се привлечат, да се разбереме, затоа што во Македонија ние имаме, точно е, различна религија на... Значи, религија која што е различна од мнозинската за сите етнички групи. Например, иако најголем дел од македонците се православни, има огромен број на македонци со муслиманска вероисповест во Македонија. Значи, процените се дека околу 100.000. Тоа се македонци кои што се со муслиманска вероисповест, кои што за жал во минатото беа на некој начин маргинализирани, но на кои што треба да им се посвети исклучиво внимание, затоа што ако ти си друга вера или ако си муслиман, значи дека не си македонец. Што се однесува до СДСМ, видите, граѓански прашање кај нас, ние повеќе пати со тебе сме говореле за тие граѓански движења и за NGO сектор, односно за НВО секторот. Јас во невладениот сектор се движам тука, знаете, 20 години, значи да се разбереме, многу оригинерни движења кои што настанаа, беа киднапирани, беа грабнати од партиите, а друга страна многу движења беа иницирани од самите партии. Така да колку се тоа граѓански здруженија самостојни, колку е тоа дел од некаква, би рекол, неформална група на поддршка кон одредена партија, тоа е прашање. Така да, дали ќе бидат ставени лица кои што јавно се декларирале како дел од така наречената шарена револуција, а они биле активисти или членови дали преку некои невладени организации или директно во партијата или индиректно во партијата, мислам дека тоа нема многу да влијае. Едноставно со тоа ќе се покаже потврдењето на ВМРО-ДПМН дека всушност шарената револуција е креирана и оркестрирана од СДСМ преку организации блиски до Сорос Македонија, така да. Се неуваше широк опозицијски фронт, на крајот не испадна ништо тоа, практично 3 блока, значи има доколку ги има. Дали ова може на некаков начин да влијае на исходот? 2,5 блока. 2,5 блока. Може би 2 на крајот. Значи го имаме СДСМ, стандард опозиција. Што мислите, на што се должи ова? Заев најуваше дека ќе формира широк опозицијски фронт, на крајот се пожалија и од десницата и од центарот дека на крајот преговорите тешко им одат и видете, целта на Заев е да ги форсира сите оние партии кои што можеби можат да им земат гласови на ВМРО-ДПМН, значи кои што генерално се наклонети кон центарот и кон десницата, затоа што во Македонија доколку идеолошки се подели значи гласачкото тело, ние имаме околу 200.000 гласачи за левицата, кои што генерално гласаат за левицата, имаме околу 300.000 гласачи кои што гласаат за десницата. Многу е посилна десницата, така да доколку, значи ова се случи уште од 90-тите ако ви текнав. Што 90-тите СДСМ една од главните битки беше да се расцепи ткивото на ВМРО-ДПМН како десници и со тоа да се раситни гласачкото тело. Но 2011 беше беа последни избори каде што едноставно се
успеа да се откине дел од гласачкото тело, тогаш нели ги имавме повторно ВМРО, па Обединените за Македонија достои сите овие мини и микро партии. Не освоја пратеник, но откина околу 60.000 гласови од, да кажеме, она што природно и припаѓа на ВМРО ДПМН. Но после тоа ние веќе немаме, значи тие гласови, дел од тие гласови си останаа и тие веќе не се гласови кои што се откинати од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН се стабилизира и видовме дека 2014 освои 480.000 гласови. А повторно овие партии беа во игра. Така да, сега веќе не можеме да говориме дека тие гласови што ќе отидат се одземени од ВМРО ДПМН, не. Тоа се гласови кои што, доколку можеби не биле тие партии, немало ни да излезат и да гласаат, ниту за ВМРО, ниту за СДСМ. Дури можеби и поверојатно дека они би гласале и за СДСМ, затоа што едноставно они не успеале да се вратат. Потекнуваат можеби од десницата, но они не успеале да се променат себе си во главната десна партија. И тие се гласови кои што нема да бидат сега откинати од ВМРО ДПМН, од тие 480.000 гласови, и се други гласови. Така да целта беше тоа да се направи. Со тоа да претпоставувам имало тука одредени ветувања дека доколку си да така, после изборите, нели сите тие партии ќе бидат на некој начин наградени заради тоа што успеале да земат дел од десните гласови. Но, ви кажав, имаме околу 20 на 30.000 гласачи од прилика кои што се движат во тој лимбов простор, тој помеѓу простор меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, каде што не припаѓаат ни едното на другото, каде што можеби не гласат или си гласат за некоја од помалите партии. Тие се тие гласови кои што ќе се распределат. Значи веќе не се кине од кампусот на десницата, од ВМРО ДПМН, не се кинат гласови. Тоа се гласови кои што веќе се во тој меѓупростор. Можеби порано биле пред 5, 6, 10 години, но едноставно сега е сосема друг концептот и затворен е кругот на поддржувачи на ВМРО ДПМН кои што не се дел од оние кои што се помеѓу, оние кои што го поддржуваат на ВМРО, Обединети за Македонија или останати така наречени мали десни гласови, па тие со оглед на мали десни партии, модел да. И пропаѓаат тие гласови, останува уште сакам да видиме како сакам ќе да се ви кажам преглутира. дека гласовите за нив нема да бидат откинати од ВМРО ДПМН. Тоа ми беше поентата. Сега втората поента е тоа дека единствен кој што може да генерира гласови од сите тие мали микропартии е ВМРО, односно не, единствен е Љупчо Ѓоргиевски. Како личност. Како личност. Значи, не ВМРО. Да, ВМРО, бидејќи он е лидер на ВМРО. Но ако ВМРО и да Љупчо Ѓоргиевски реши дека нема он да учествува, нели, или многу активно барем да учествува на изборите, тогаш не правиме ништо. Тој е единствен кој што може да генерира одреден број на гласови. Значи, говориме од типот како што може да генерира, да речеме, некоја друга, као ЛДП, што е кај СДСМ, или као ВАМУ, социјалистичка партија, например, што е во другиот блок. Они се мали партии кои што може да генерираат глас. ВАМУ е само ВМРО НП. Све останато е партија на хартија. Така да, затоа ви реков 2,5 блок. Така да, кај што е ВМРО и Љупчо Ѓоргиевски, ако се активира и ако учествува активно во изборите, тука може да очекуваат дека ќе добијат одреден број на гласови, нема да биде тоа доволно за да освојат пратеник, да се разбереме, но ќе добијат одреден. А ова другото кое што беше форсирано, мислам, ајде да видиме, да бидеме реални. Имаме некаква коалиција кај што е Павле Трајанов, кој што има одредена појавност, односно е познат на јавноста само заради тоа што коалицираше до сега со владеачката ВМРО ДПМН. Партијата баш не знам колку е популарна и колку ја знаат луѓето, најве да кажем он релативно не знае. Имаме на Јове Кекеновски ова што веќе нели беше НГО, па партија, па некој влегол, па излегол, не знам што се случи. Имаме уште две партии кои искрено, ја колку и да ја пратам политиката, не ги знам тие партии. За каков блок говориме? Блок кој што може да генерира 2000 гласови. Имаме сега и независна листа, ако не се лажам во двојката, која што може и поише гласови ќе успее. Така да не може ние со сила да правиме тоа исто како кога се формира одредени социјалдемократски партии со социјалдемократска ориентација за кои што никој немаше слушнато. И да кажеме дека тие се некаква сериозна закана или закана за СДСМ. Таква закана се они за ВМРО ДПМН. Значи, затоа ви кажав, од малите партии може да очекуваме и тоа што е, значи, нешто позначено. Позначено е нешто доколку се освојат над 5000, 6000, 7000 гласа, вкупно говорам, значи. Сега, може би 10.000 гласа.
Тоа може да го очекуваме доколку се активира и едноставно реши да учествува на изборите Љупчо Георгиевски и ВМРО НАП. Они само имаат одреден капацитет да генерираат околу. Според фамата што се крена во јавноста околу периодот, претпоставувам дека се уште има некоја популарност. Значи тоа е. Све ова што е другото, ја ви кажувам, тоа е партија на хартија, така да воопшто нема ни потреба да ги дискутираме. Уште едно прашање имам, Божиновски, ви одзедов повеќе време од тоа што планиравме. Се чини дека во овие избори, во ова предизборие има уште еден фактор кој вообичаено го нема пред други изборни циклуси, станува збор за специјалното јавно обвинителство. Владачката ВМРО ДПМН смета дека начинот на кој работи оваа институција која беше формирана со овој пржински процес е практично зазема страна во ова предизборие и работи исклучиво против кадрите на ВМРО ДПМН, се со цел да го намали нивниот рейтинг во корист на опозицијската СДСМ. Како гледате на улогата на СЈО и колку таа ќе влијае на конечниот исход? Видите, прво да кажам дека јас и повеќето, мислам, граѓани на Република Македонија едноставно позитивно го прифатија формирањето на институција СЈО. Проблемите почнаа подоцна. Изборот на кадри не беше многу среќен. Така да, едноставно, Катица Јанева успева да го урни со легитимитетот кој што СЈО го имаше и едноставно на почетна доверба на граѓаните да почне да паѓа и да доаѓа пополека до ниво каде што и доколку утре се смени Катица Јанева и дојде некој професионалец на нејзино место, тешко ќе биде повторно да се врати кредибилитетот и легитимитетот. СЈО треба да биде независна институција, деатачирана, оттргната од политичките партии и од политичките случувања. За жал, значи се поласни се шпекулациите кои што делумно и се потврдуваат, нели, преку разни постапки дека на некој начин Катица Јанева се координира со опозицијата во незиното делување. Че не навлегувам дали е таа шпекулација точна или не, но постои као одредена перцепција меѓу граѓаните. Мора да се отргне од тоа. Значи, еве вчера имав подложување на судењето за пуч. 6 пати тоа беше одложувано, бидејќи Заев не се појавуваше на суд. 3 пати беше одложувано, бидејќи Катица Јанева не се појавуваше, која што е јавен обвинител, меѓу другото еднаш и зашто ќерки ја мажела, нели? И сега се одложува заради одредени други, еве да кажеме, не по вина на Заев или на Катица Јанева, дали се технички, дали какви, не навлегувам, најнаш се прави фама. И се доаѓа во позиција каде што обвинетиот и обвинителот кој што треба да го суди, се едноставно во изглас. Катица Јанева се однесува како судот да е непријател, а она е дел од тој систем. Јавното обвинителство треба да покаже дека одреден случај, кој што е покренат од страна, нели, на државата и на државните органи, е валиден или не е валиден. И не може да го гледате судијата како непријател, а обвинетиот како пријател. Тогаш, ако вие сте обвинител и треба да работите на случајот против одреден обвинет, како може да го сторите тоа ако действувате заедно? Тука се тие проблеми кои што настануваат. Значи, искрено да ви кажувам, сметам дека треба да се направи одредена реформа во СЈО. Ја бев и за еден друг аспект, можеби да се разговара, додека сме ние во кампања. Затоа што може да влијае тоа. Иако веќе не, со урнесување на кредибилитетот и угледот на СЈО, веќе и самите постапки, оние најави и бомбастични пресконференции веќе немаат таа тежина која што треба да ја имаат. Би ја имале доколку беше, нели, све легитимно и ги немаше тие шпекулации за одредена поврзаност со опозицијските партии и инструментализирање како еден главна полуга во предизборната кампања. Но идејата ми беше дека ако е професионално, обвинителството требаше да си работи, да си создава случаи, да си ги пакува, но додека не завршат изборите на 11 декември, воопшто ништо да не објавува и со тие бомбастични пресконференции. Ние гледаме како доаѓаат изборите, така се поише некако зачестуваат тие пресконференции. И тука мислам ќе беше после полесно, бидејќи на тој начин кредибилитетот веќе ќе се поправеше, можеше да се договорат и можеби за одредена екстензија на работата на СЈО во однос на самите истраги, можеби за други некои барања кои што ги има они, бидејќи на тој начин ќе може да покажат дека се независни.
А вака ние на што сме сведоци? Сега ќе имаме на секој 3 дена пресконференција од кои што после нели нема ништо. Што има? Пресконференција, објавување на некакво име на случај, почнува на Т, тоа го знаеме сите, нели? Објавување на имиња од страна на одредени медиуми 3 дена пред излезе соопштението на СЈО. Како е тоа можно? Ајде да видиме сега. Како некои опозицијски портали неколку пати до сега објавуваат за што се случаите и кој ќе биде обвинет 3 дена пред пресконференција на СЈО. Како може да го знаете? Така? Не е логичко. И после тоа едноставно све се заборава. Но тоа е само истрага, не е обвинителен акт. Нема ништо. Така да тереси истрагата, мислам дека ќе биде многу позитивно доколку го направи тоа СЈО. И мислам дека на тој начин ќе се зголеми легитимитетот. Нека излезе, нека кажат. За да не влијаеме на изборниот процес, ние до 11 декември нема да објавуваме какви докајни се и какви истраги ќе поведуваме или против кого или све. Ке си работат нели на случаите. После 11. Тогаш веќе може да отидат и да ги седнат лидерите или после во здравје Боже во новото собрание и да кажат ве молиме нас не треба ова за да можеме да продолжиме. И тогаш ќе имаат едноставно легитимитет и кредибилитет да го побарат тоа, а ќе добијат и се разбира на многу поширока поддршка. Вака не би рекол. Господин Божиновски, благодарам за одвоеното време што бевте мој гостин. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше разговорот со Владимир Божиновски околу цело ова предизборие. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Полека